како здружение во континуитет работиме на промоција на рурален развој, а производство на здрава храна и се обидуваме и на овој начин преку мобилизација на пчеларите, преку представување на нивните производи, да ги поттикнеме во нивните средини, односно на подрашјето на Шарпланина, а да произведуваат здрава органска храна, но и да помогнеме за рурален развој и да овозможиме можност за размена искуства на двете страни од границата, помеѓу Македонија и од Косово, како што можевте да забележите, имаме пчелари и од Косово тука присутни, кои што се тука и заедно да дискутираме за сите оние можности за соработка, рурален развој и производство на храна кои што би можеле заедно да го направиме. Колку нашево подрачје има услови за производство на органска здрава храна? Па како што можевме да забележиме дека потенцијалот не е искористен од излагачите кои што ги имавме тука, постои голем број на можности, а ние ги охрабруваме сите и ги повикуваме да вложат, да произведуваат, затоа што и граѓаните се заинтересирани да купуваат здрава и органска храна, што значи постои можност, а ако зборуваме само за медот, тогаш слушнавме дека во Македонија има околу 200.000 пчелни семејства, но потенцијалот и можностите се уште многу поголеми, така да ние ги охрабруваме, ги повикуваме сите заинтересирани или да размислуваат во таа насока. Колку тоа ќе влијае во унапредување на руралниот развој? Се надеваме, затоа што доколку имаме производители на мед, тука и другите индустрии, потоа и запакување, и амбалажа, и транспорт, може да помогнат во руралните средини, за да оние средини да заживеат, луѓето да се вратат таму, да им помогне во производство на здрава храна, но и другите пропратни индустрии кои што би можеле да помогнат во тоа. Исто и пчелите како гранка, нели, пчеларство од земјоделие, и тие многу помагаат, тие се и во другите индустрии се значителна компонента, така да ако имаме пчели, ако имаме производство на мед, тоа значи дека и другите гранки понатаму ќе работаат.